Денес Бекстејдж ви се јавува од преубавиот амбиент на кинескиот ресторан Star Ocean и ќе имаме во следниве неколку минути уште поубав разговор, односно едно, можам да кажам, емотивно интервју. Иван од Либеро Бенд, Иван Јованов, да го запознаеме од малку поинакво светло, му се случуваше нешто изминатиот период, па сакавме така една исповед пред камерата на Бекстејдж. Како си најпрвин, кажи ми дали си добар? Моментално сум одличен. Мојата здравствена ретроспектива назад не беше баш најдобра, но еве чим сум тука, почнавме со настапи редовно, така да чим се гледаме, значи дека сум добар. Иван, супер изгледаш, а вака меѓутоа што се крие и што доаѓа со сето она што го живееш, како твој начин на живот, како лајфстайл? Има стрес, има притисоци, нокни свирки, како започна да забележуваш дека нешто се случува со тебе, кога беше првата операција и што се случи пред 2 месеци? Првата операција беше 2018, но после подолг период, мислам докторите уште тогаш ми најавија дека има шанси повторно да се појави нешто такво. Тоа се случи оваа година, се оперирав пред 2 месеци, секоја чест на докторот што ме оперираше. Добро го поздравуваме, бидејќи Поздравуваме Игор Камшиговски. Фала им на целиот персонал на се оперирав на државната клиника на ОРЛ. На ОРЛ се извинувам. Презадоволен сум од третманот, презадоволен сум од грижата на докторот постоперативно, бидејќи нели на секој пејач психички тоа многу му влијае, бидејќи мислам дека тоа многу побитно од колку самиот зафат, бидејќи психичкиот стрес што го претрпев, можам да кажам дека ден денес ме следи и уште не сум она со 100%, иако физички гледам да се вратам, почнав активно да вежбам, да се трудам да си ги вратам значи гласните жици во правата форма, мускулите во права форма, јас психички да сум стабилен, бидејќи морам поради семејството, поради бендот, поради кариерата, што едноставно поради сите, како да кажам, што се околу мене и што се грижат да сум здрав. Сега, накратко да направиме една ретроспектива, ти како забележуваш дека нешто не е во ред со тебе, каде се обрекаш и како ти се соопштува што ќе се случува понатаму, бидејќи нели зборот операција и онаа целосна анестезија велат дека не е никогаш наивна? Вака, тој постоперативен, како да кажам, период го поминав многу бев умен. Да кажам лесно, не ми беше лесно, мораш да пазиш на јадење, мораш да пазиш да одмараш, не смеев да зборувам воопшто. 20 на дена, значи ни збор само правев и сето тоа помина така да кажам. Ти беше препорачано така од лекарите? Да, докторот ми кажа така, бев многу послушен и многу побрзо закрепнав од очекуваното, мислам за гласните жици, докторот ми рече: Иван, како нов си, можеш да продолжиш. И така и се случи, продолжив да пеам, но моментално се соочувам со некои други проблеми, што ми се можеби и психички, некои проблеми со нервите, веројатно е тоа нешто од операцијата, но не можам да гарантирам, нели сето тоа се сноси дополнителен стрес пред операција, после операција. Ама не сум компетентен да говорам за тоа, така да гледам што повеќе да сум физички спремен за да ги издржам сите овие свирки. Овој не е многу напорен период. Во мај имаме многу свадби и матури, да. Солвенски, да, дипломски, секој ден сме во мај ангажирани. Така да чим до сега пола го поминав без проблем, мислам дека уште пола ќе биде без проблем, дај Боже, така да чим сме тука, па ќе кажам и разговараме и сме здрави живи и понатаму ќе биде добро. Така ми кажа дека постоперативно, односно во овој период на закрепнување, си забележал дека нешто не ти е баш во ред со нервниот систем. Дали тоа те уплаши? На момент имаш ли момент да се почувствуваш безпомошен или има тука некој кој што е покрај тебе и те бодри и ти дава сила, како на пример Нија? Секогаш имам покрај мене луѓе што ме бодрат, нели најблиските, мојата сопруга Ивана и тука е керкичката Нија, која ми дава сила секогаш кога не можам нешто да направам. Имам проблем од време на време со кочење на одредени делови од телото, но тоа брзо го надминав, веќе сум. Дали ти беше шокантно кога првпат го почувствува? Едноставно не знаеме што ни се случува точно така.
Па да, тоа е веројатно, сега пак ќе кажам, не сум компетентен да кажам што се случува, но мислам дека тоа е информација од мозокот веројатно која треба да стигне до екстремитетот за движење, за стисок, за употребување веројатно на сила. Ми беше шокантно да, бидејќи не можев буквално телефонот да го отклучам, до толку немав сила, но да си ја поздравам исто така мојата пријателка Надица која многу ми помогна со акупунктура и со масажа. Не знам колку спеам да рекламирам. Има проблем за секој кој што ти помогнал во процесот. Надица Акубаланс, ја поздравам многу. Баш вчера бев кај на третманеви. Денеска сум многу подобар, одам редовно и тоа ми помага многу, наискрено. Некако бидејќи пред 2 месеци ти се случил зафатот, не ти доаѓа напорно сега и свадби и матури и овој период е така, посебно чувствувате вие музичарите и пеачите притисок? Види, тоа го работам веќе 15 години, јас знам колку е напорно. Треба да си наспан, треба да си најаден, треба да си физички спремен и вокално. Така да јас сето тоа го поседувам моментално и мислам дека лесно ќе поминам до крајот на месецот, без никакви здравствени проблеми, здравје Боже.